Македонскиот пат до почеток на преговорите за полноправно членство со Европската Унија беше долг и трнлив. Но минатата година, со усвојувањето на францускиот предлог, кој стана европски, бидејќи го прифатија земјите членки на Европската Унија, се отворија перспективите за Македонија. Падна бугарското вето, а Македонија како обврска доби задача да ги внесе бугарите во преамбулата на Уставот. Се изгледаше дека тоа ќе биде лесна работа, имајќи предвид дека Македонија и онака е мултиетничко општество, а исто така ќе се направеше и дистинкција меѓу македонскиот и бугарскиот народ и јазик. Она што беше основно барање на македонските црвени линии. Но се случи тоа што редовно во македонската политичка сцена се случува, ВМРО ДПМН стави кочница и реши да го блокира овој процес, одбивајќи да гласа за уставните промени. Со право, македонската јавност е загрижена дали до крајот на годината, кога ќе заврши скрининг процесот, ќе се најде компромис меѓу овие две политички партии, главни доминантни политички партии меѓу власт и опозицијата, и дали Македонија ќе го продолжи овој европски пат. На оваа тема, насловена како уставните измени Исток или Запад, разговараме со моите панелисти Мирослав Јовановиќ, директор и медијен директор на Слободен печат, и со двајца доаѓени во новинарството Ерол Ризаов и Зоран Иванов. Ерол, ќе почнам со тебе, ти напиша повеќе колумни на оваа тема. Денеска и вчера и завчера и власт и опозицијата се во Брисел, односно на Запад, во Берлин, каде што има дополнителни разговори на тема уставни промени. Каде мислиш дека ќе се решава проблемот, дома или во странство? Јас, мојот печаток, и тоа го кажувам повеќе пати, со една позната реченица одамна во новинарството, дека што повеќе аргументи и факти има дека ние треба да ги продолжиме преговорите, толку полошо по аргументите. Значи, отпорот е многу голем и темата, главната тема во последните денови енормно се зголемува на друг план. Значи, едно тешко прашање во Македонија кој е присутно преку 30 години околу организираниот криминал и корупцијата се наметнува како пандан на оваа важна тема, иако сите знаеме дека ако почнат преговорите, токму владењето на правото, организираниот криминал и корупцијата се една од најважните теми кои треба да се решаваат без оглед кој ќе биде на власт. Ако ние не ги направиме сега уставните промени, тоа е познато, тоа ни го кажуваат сите, тоа го знаеме и ние овде, дека нема тоа да продолжи брзо со промена на власта, туку ќе трае многу подолго и ќе изгубиме еден значаен чекор, за кој сите овде страхуваме дека ако, дај Боже да заврши војната во Украина, но ако заврши, тоа нема да биде добра вест ако Македонија не ги продолжи сега преговорите. Тоа значи дека Европа и Америка ќе бидат главно концентрирани на влезот на Украина и евентуално на Молдавија во Европска Унија. Тоа нас не става уште едно најмалку 10 години. Она што сега сакам да го кажам е дека од аспект на медиумите и од аспект на владата треба да се промени наративот на запознавање на јавноста со проблемите. Значи, не треба да се оди на тоа колку се важни сега уставните промени, туку еден огромен дел од јавност, дури од лажните анкети, се гледа дека не дава одговор или е воздржан, или не прифаќа некакво изјаснување во врска со изборите. Значи, над 40-50%. Значи, обраќањето треба да се насочи кон нив. Во која смисла? Кои се придобивките од Европска Унија и што ние ќе изгубиме или ќе добиеме ако побрзо влеземе? Тоа е, мислиме дека го знаат луѓето, не го знаат. Затоа што придобивките не се само да го замислуваме Европа, да ја замислуваме како еден голем банкомат кој ќе ни дава пари. Од тоа малку ќе почекаме да видиме што е, како е, туку е многу повеќе од тоа прифаќањето на европските вредности во еден долг процес.
И што ние од тоа, што ќе се промени ако ги направиме реформите? Кои се тие реформи? Тие бенчмаркови што ги викаат или поглавија, без едно како се викаат, како тоа ќе го изведеме и што од тоа ќе добие во образованието? Дали нашите деца ќе можат равноправно да учествуваат на факултетите во големите во западните земји на државните универзитети? Дали можеме да добиеме подобри насоки во тој дел на образованието, во земјоделието, да не набројувам. Значи, има многу работи кои конкретно треба да се пишуват, што добиваме и што губиме. Тоа е едниот дел, а вториот дел е многу, за мене, многу важен исто, кој ќе трае веројатно повеќе, бидејќи години тој го испуштивме, запознавањето на европската јавност со Македонија. Значи, еден од најголемите ограничувачки фактори на европските лидери е нивната јавност. За Западен Балкан е многу лоша сликата. Особено и за Македонија. Дури полоша е сликата од некои блискоисточни азиски земји, од Блискиот исток, што ги има, да речеме, во Франција, во Германија. Таа слика, за да се промени во свеста на граѓаните, на обичните граѓани на западноевропските земји, е голема работа и многу тешка и обемна работа на повеќе фактори. Како тоа да се направи? Ако разговараме, а јас често имам контакти со луѓе од надвор, сликата за Западен Балкан и особено за Македонија е убиствата во Марсеј, во Рим, во Виена, во Софија. Тоа уште се учи во школите. Значи, ние една современа македонска држава, место да се потпреме на културното наследство од праисторијата до денеска, ние се потправме на тоа наследство како национална припадност. И ја направивме таа глупава антикрвизација, која уште повеќе не втурна во некакви macedoniši цуштенде, што го викат замрснени работи кои не може да се одмрсат. И тие, за овие работи, ако се постават на маса меѓу партиите да се направи консензус, тој треба да биде јавен и да дознае ова наше граѓанство, што ние губиме, што добиваме, зошто е тоа така, како треба во Европа да се представиме, кој тоа треба да има агенции, има медиуми, има се тоа, треба една силна организација која и прилично пари чини и без која ние не можеме. Еве Шолц денеска кажува, утре ќе кажат французите она што нас не боли, дека иако научно тоа докажано, не ни треба ни Бугарија, ни Франција, ни Германија, тоа е научно докажано која група на јазици припаѓа македонскиот јазик, која е националната определба на овој народ, која е верската определба, сето тоа го има, меѓутоа еве ни даваат уште сигнали токму заради овие луѓе кои ја блокираат. Значи ние, точно каже и председателот на држава, ние сами сега се блокираме. Значи, блокадите, без разлика што еве Шолц кажал дека не може више билатералните проблеми да бидат пречка за влез во евро. Меѓутоа, ние имаме во реформскиот дел, она што вечно се караат нашите партии, кои двете по 16 години се на власт, вечно се караат околу проблеми кои не сме ги решили, не сме успели, значи ќе бидат услов во преговорите. И тогаш јавноста ќе ви гледа кој поуспешен во преговорите. Дали оваа гарнитура на СДСМ и коалиционите партнери решиле неколку прашања од криминалот и корупцијата, од владење на право, или не решили, или другите. Значи, за да не должам да оставам простори на другите соговорници, идејата ми е насоката на нашата улога медиумска, како и на сите овие разумно мислички луѓе кои сакаат Македонија да ја видат со европски вредности, треба да се насочи кон овие правци за кои зборував. Мирослав, ќе продолжам на оваа тема што започна Ерол, но јавното мислење го креираат медиумите, но најчесто доаѓа како трансмисија на она што политичарите и политичките партии го презентираат во јавноста. Се чини во последно време опозицијската партија пред се ВМРО да помене, без разлика што можеби СДС не доволно на јавноста ми ја прикажа бенефитот од членството во Европската унија, тоа што го говори Ерол, па ВМРО да помене создава еден отпор кон Европа, како на земја која што се опира на членувањето на Македонија во
во Европската Унија и создава една негативна конотација кај граѓаните на Македонија. Во последно време дури европјаните, како заради војната во Украина, повеќе да запнуваат да не примат тамо, да што ние правиме отпори дома. Значи, не знам кој не дојде веќе да ги убедува раководството на ВМРО ДПМН дека секи биде во ред и дека ние треба да запнеме, да ги направиме овие уставни промени. Тие цврсто стојат против. Значи, која е моќта и кој ги поддржува да имаш ти таков цврст став кон САД, кон Германија и кон другите европски земји? Од каде доаѓа таа тврдоглавост на раководството на ДПМН? Па ја што би го нарекол како најблаго кажано политичка неукост и недофрлање позади планината што се случува прво во регионот, а понатаму Европа. Ние несомнено како уреднички колегиум или медиум Слободен печат ги поддржуваме уставните промени, затоа што сметаме дека е тоа за жал, ќе кажам за жал, затоа што се одвиваат на начин на кој се одвиваат, под присила со внатрешни отпори, меѓутоа ние немаме друг пат, немаме друга алтернатива. Во денешнината Европската Унија и незините членки по сите параметри, дали станува збор за стандард, здравствена заштита, образование, безбедност, сигурност на улица, проценти на криминал и така натаму, е најпросперитетното општество на куглава наша земја. Ние тежнееме да станеме дел од тој клуб, постојат горки пилули што треба да ги проголтаме, меѓутоа и тие горки пилули, знаете, и од тоа се направи фама. Каква е тоа горка пилула, доколку вие на одреден национ, колкав и год да е неговиот број во нашата земја, му ги дадете елементарните права за гарантирани со устав. Јас тоа го гледам како цивилизацијска придобивка, а не како намалување на правата на останатите нации што живеат во Македонија. А за да тоа го илустрирам, прост еден пример со колегата Џабир Дерала, кога зборуваме по телефон, пред нека вечер пребројавме дека 6 јазици употребуваме и изрази. И разговорот звучеше шизофрено, меѓутоа граѓанските слободи, мои и негови лични, ни дават за право да комуницираме на начин за кој сметаме дека најдобро ќе се разбереме. Не ви треба устав за тоа. Не ни треба устав за тоа. Значи, повторувам, давањето права или внесувањето на било која нација, во конкретниот случај бугарите и некои други постојат предлози и така натаму, нема да ги намали правата на сите други нации кои живеат во Македонија. И затоа сметам дека е тоа неопходно да се направи. Од друга страна, балканската, да не зборувам, европската или светската историја не учи дека секогаш големите ништожници посегнувале по национот и националното, имено во негова заштита, одбрана и така натаму, во недостаток на свежа политичка идеја која би била курентна на политичкиот пазар. Се сеќавате на тиранските платформи пред некоја година и на такви останати небулозни тези кои внесоа немир во општеството. Ерол што спомна нашата слика во европските престолнини е таква каква е благодарение на нас, не поради нив. Ние се представуваме како диво племе кое во своите идеи се бави со историјата од 12, 13, 15 век или 3 век пред наша ера, антиквизација, оние шизофрени градби по Скопје и така натаму. Значи, ние сме најголемиот непријател кон нас самите. Во Радован Треći, она представа од Душко Ковачевиќ, ја завршува представата, века, не ни треба ни надворешен, ни внатрешен непријател. Најлошо е кога сме ние околу нас. Е, тоа нас ни се случува сега. Предпоставувам дека разните политички, сега знаете како, со пласмане на разни вести, дали од властите или од опозицијата, секој сепак гледа и да добие нешто на своето политичко конто. Тука имате несувисли или како би се изразил, ајде благо кажано, чудни изјави по прашање на уставните промени со давање некакви
нејасни формулации до граѓанството, нормално, пошто се обраќаат на граѓанството, а очекуваат од граѓанството да им возврати или со љубов или со разбирање за нешто што ни самите не го разбираат или знаат, како правец, идеја, постапка и така натаму. Да скратам, сметам дека уставните промени, повторувам, треба да се поддржат и ова ние, дали ова влада или некоја идна, ние не ги менуваме нашите ставови према власта или према опозицијата, затоа имаме независна уредувачка политика и уреднички колегиум кој е апсолутно согласен да сегашната идеја се поддржи со известување во насока на успешноста на уставните промени. Зоран, една од речениците или причините заради кои што ВМРО-ДПМН одбива да гласа за уставните промени е дека под бугарски диктат тоа нема да го направат. Дали е јасно што значи тоа под бугарски диктат, ако се има предвид дека на бугарите веќе им е јасно дека она што првобитно им беше како тези за негирање на македонскиот јазик и идентитет не влезе во преговарачката рамка. Нашиот евроинтеграцијски процес е запрен. Сега на некој начин е замрзнат. Стоиме таму каде што стоиме поради неетењето на ВМРО-ДПМН околу уставните промени кои во рамката се услов да ги почнеме. Но и јас ќе се вратам на еден амбиент македонски сега, на што ВМРО-ДПМН ја темели својата упорност и не, би рекол, а тоа е на истражувањата на јавното мислење, каде што, предпоставувам се, автентични резултатите, мнозинството од народот, генерално, како што и тие сами знаат да кажат, и според истражувањата македонците по етничка припадност, 80% и повеќе се против уставните промени, поради, како што и Љубиша рече, така наречениот бугарски диктат, иако не сум сигурен дека и самите знаат да објаснат што е тоа бугарски диктат. Факт е дека не сега, историски, Бугарија, па и други балкански наши соседни народи, поминавме низ грчките, пред, не знам, 100 години, може и низ српскиот диктат и така натаму. Нас овде таква не била судбината и сега може да кукаме, да плачеме колку сакаме, патот е трновит, ќе го одиме, сме го оделе, и ние друг правец немаме. Значи, сакам да кажам нешто околу логата и маглата што успеа опозицијата да ја фрли во јавноста, за да може да се подпре на две прашања. Дајте ние власта, па ние ќе го решиме, не кажува како. И второ, зошто македонската јавност е толку сега настроена против почнување на преговорите, односно бугарите да влезат во устав. Прво, ние и медиумите во тоа, поготово националните телевизии, дават огромен предонес. Не успеавме, дали не знаат уредниците, не сакаат, дали собствениците тука имаат некакви влијанија, не знам, не сум сигурен, но ние не ја објаснивме рамката. Прво, дека не е бугарски, тоа е европска рамка, но еве нека биде бугарска. Нека биде бугарски диктат. Тоа е диктат што сме го прифатиле и поентата каде е во медиумите, дека не бугарите во устав. Значи, папагалски, онака како што диктираат од партискиот штаб на ДПМН, не бугарите во устав. Значи, не бугарите во устав. А всушност поентата е почетокот на нашите преговори, на отворање на првиот кластер во ноември. Ние тука, поентата значи изместена. Зборуваме за бугарите во устав, а не зборуваме дека треба да ги почнеме. Бугарите конкретно, да не вулгаризирам, да не видам погрешно распран, како категорија, се практично алатка да ги почнеме преговорите. Но тоа не се објаснува и тоа луѓето не го знаат и затоа 80-90% се против. Ќе ни го земат идентитетот. А не може да објаснат како ќе го земат идентитетот. Не знам што е идентитет. Тоа е многу широка тема, да не. Значи, тоа е едниот елемент. Вториот елемент пред тоа, рамката, ние, медиумите, поготово пак ќе речем највлијателните, во јавноста не се објасни што таа представува. Таа имаше две фази. Првата фаза што нашата влада ја одби. Ја одби одма, кога излезе, бидејќи историските прашања и јазикот беа во рамката. Го изфрлија тоа. Софија, официјална, политичка, историска, е многу несреќена за тоа. Ако следат медиуми, дебати таму. Таму се пожестоки за ова што ние влеговме во рамка.
Замислете да не влезевме во рамка. Нас ке не оставеа да бидеме со Бугарија, со таа уште тврда и живковистичка идеологија бугарска, да бидеме негаторска, да бидеме со нив да преговараме. Европа немаше да интересира Македонија воопшто интеграциите. Со рамката не земаја, пак ќе вулгаризирам, да ми простат и гледачите, како Дзевгар Волови, нели она, и ние и бугарите на европската маса пред сите, вака пред сведоци. Сега сите прашања, историски, идентитетски, кои всушност и не се прашања во кластерите, еро што ги спомна Бечмарковите, таму не стои за тоа, но да, можно е Бугарија да рече, чекај, Самуил, не знам, Гоцедалчев. Но сега не сме сами. Сега сме со уште 26 земји членки, кои на 27-та, предпоставам, бар еден, двајца од нив, еве, даваат сигнали, ќе им речат, добро, договорете се, или не можат, или ќе им предложат таму кај што се запнале, нели секоја година мора извештај да се прави, да понудат медиација. Понудија германците, бугарската страна ја одби. Зошто ја одби? Може ли повтор пат да одбие? Може да одбие, но сега ќе одбие пред сите. Па тие веројатно ќе се прашаат, што, значи не сме сами. Ова што го прави ВМРО ДПМН со кочињата, нас не остава. Мислам дека во политичка и историска Софија се срекни, многу се срекни, рамката да ја нема, ова да не успее, почеток на преговорите, ние да останеме Европа малку да си турка своја работа, не може со нас вечно да се занимава, а официјална Софија да се занимава сама, како што знае и до сега, во овие 70 и кусур години, со официјално Скопје. Тоа ли го сакаат ВМРО ДПМН? И уште завршувам тука, околу јавното мислење. Голема одговорноста на медиумите, на уредниците, на собствениците на медиуми. Тука го имаме Мирословен печат, еролот независен вестник, но кога велам собствениците, тие треба да се определат што ќе негуваат како генерално уредувачка политика во медиумите, од нив уредниците да ги црпат тие сокови и тоа да го презентираат. Така се формира јавно мислење. Јавното мислење во Македонија е изманипулирано на рамката што не е објаснета доволно, да останевме сами ке бевме со Бугарија, на тоа дека е бугарски диктат. Бугарски диктат, еве, да се согласиме, но тоа е услов да ги почнеме преговорите. И македонската јавност треба конечно да се определи. Остануваме на европскиот пат или не? Ако имаат друго, опозицијата нека кажат. Но тие, освен власт, избори па избори, подпирајќи се токму на такво јавно мислење, кое тие го диктираа со помош на медиумите, ситуацијата имам уште некои елементи, може понатаму. Ќе продолжим. Еро, зошто и ти почна со медиумите и Зона продолжи со медиумите? Во нормална предизборна кампања сме научили дека може да се ветува, да се лаже, да се создава крива слика за јавноста, да се наметнува правосудството и корупцијата на сметка на уставните промени. Но кој ќе стане збор за иднина на една држава, кај што ќе се гледа најмногу патриотизмот и перспективата на граѓаните, зошто ВМРО ДПМН би го правело? Само заради избори. Значи... Ама што би добила? Па еве, што би изгубиле сите, и па дури и тие? Мој впечаток е, може би е погрешен, не знам, дека сега ВМРО ДПМН во овој момент е заробеник на климата што тој ја создаде. Значи, и да сака да излегне сега од оваа замка, иако имаш и такви мали прозорчиња кои се гледаа најави дека ќе се гласа за уставните промени, сега е влезен во еден амбиент кога треба тие да ги донесат уставните промени ако победат на изборите. Тогаш пак има една друга реакција во јавноста која ќе се чувствува измамена. Значи, ја да сум во опозиција, во овој случај една тешка одлука, една непопуларна одлука, без оглед колку таа е бенигна и не е страшна, меѓутоа таа веќе во јавноста е создаден амбиент дека е многу непопуларна одлуката за бугарите да влезат во устав. Ја ќе ја препуштам како опозиција таа одлука да ја донесе власт. Бидејќи тоа уште ќе кажам како што кажа Мицотакис, дека договорите не се добри, дека тие се предавство на националните интереси, дека ова, меѓутоа, заради интерес на јавност, еве сега ги прифаќаме и ние кои ќе дојдеме на власт, ќе ги подобриме овие работи. Нити некој ќе ги подобри, нити може да ги подобри, меѓутоа, такво нешто во предизборни кампањи се кажува.
Сега ВМРО и тој прозор го затвори и мислам, не знам како ќе искочи од овие тврди ставови кои секој ден ги заговара и на крајот на краиштата и да ги добие. Иако мислам дека власта ако не се изгласа ќе оди на редовни избори. Евентуално ако е таков лош резултатот може и да се поднесе оставка, да се даде оставка и ВМРО да видиме што ќе прави во наредниот период со уставните промени. Ќе мора да ги донесе, меѓутоа може Европа да ги замрзне преговорите, може да дојде од таму еден одговор многу негативен, неочекуван, како што гледаме, да на крајот на краиштата да дигнат раце од нас и да кажат, добро, остави ја со овие ваши, се дадени сите услови сами да одлучувате, еве не одлучивте сами. Така да ја не ја знам реакцијата на Европа, меѓутоа сигурно нема да биде пријатно или ќе биде со одложено дејство. Значи, пак е губено. Значи, факторот време стана најскапата работа во овие евроинтеграции. Ние тоа не го гледаме. Често дури се заговара, добро бе, не мора толку да брзаме. Што па сега ќе брзаме? Не е брзање. Ние го изгубивме овај. Еве сега ги читаме понудите што сме ги имале со Горна Македонија. Пред 15 години, човече, да бидеме членка и пред Хрватска во Европска унија. Па рачуна ли некој што ние сме изгубиле во овие 15 години? Второто што го кажувам, па, луѓето што се под 50 години или 50 на години, тие немаат некаков бенефит и интерес од овие, не знам, промени, освен бенефитот за своите деца, за своите генерации. Тоа мисли ли некој? Луѓето мислат дека исто ќе живеат. Ако ние го испуштиме и ова, сите други влезат, па нема да живеат исто. Пензијата може ќе му дојде на пола, вредност. Може ќе му дојдат примањата, може ќе имаме нови отпуштања од работа. Најголемиот трговски партнер е Европската унија. Дали мислат они дека тоа нема ништо да се смени ако целиот круг околу нас оди напред, а ние останеме на едно место? Тие работи треба да се кажат. Ова што го каже колегата за ние немаме друга алтернатива. Ја го потребувам зборот, ние немаме подобра алтернатива од Европска унија. Алтернативи веќе некои заговараат, не знам, со Русија, со Исток, не знам, други некои алтернативи, а тие луѓе што тоа го кажуваат, поима немаат што е тоа. И какви се тоа. Дури имаме уште луѓе што викаат да прогласиме неутралност. Чекај, каква неутралност, за да ај што влегнавме у НАТО, еве и да не сме влезени, за да прогласиш неутралност, не можеш сам. Треба сите други земји да прифатат дека ти си неутрална земја. Као Швајцарија, ќе станеме као Швајцарија. Швајцарија има 10 бренда што носат стотици милиарди годишно. Не и треба нити Европска унија, нити и треба некаков сојуз, нити и треба НАТО, не и треба ништо. Меѓутоа, она е таму присутна. Не, она е таму присутна. Ма човече, тоа е све таму присутно. И сега ние уште се убедуваме дали треба или не треба уставни измени. Тоа треба да го сипнеме од дневен ред. Нека се убедува ВМРО дали треба или не треба, дали тие ќе ги донесат или ќе ги донесат или сегашната влада. Ќе ги донесе, односно сегашниот состав на парламентот. Се знае како се прави тоа на гласање. Неколку претеници ќе дадат глас, ќе се дигне 2-3 дена галама, ќе продолжат уставните промени, преговори ќе продолжат преговорите со Европа. Сега ќе видиме на мака како се познаваат јунаците од наредните 10 години или оној што ќе се случи, или оној глупав услов што го поставува ВМРО, да важат уставните промени кои ќе влеземе во Европска унија. Па кога ќе влеземе во Европска? За 7, за 10, за 12 години. И кој од овие владеечки гарнитури после 12 години ќе биде на позиција да каже дали може или не може? И второ, прогласувањето, бидејќи ја по образование сум историчар, иако професијата ми е новинарска, има една работа, никој не може да прогласи крај на историјата. Ако ние денес сме направиле некои оставки, колку и да се тие болни и тешки, тоа дали значи дека научниците и професорите по историја и луѓето што се испражуваат историја ќе престанат да се бават со тие проблеми?
Дали тоа ќе значи дека ние нема веќе да истражуваме? Па 90% од сите архиви ни се недостапни. Кој знае што уште ние се ќе најдеме во тие? Па дали тие едни генерации ќе се занимаваат на овој начин идеолошки како што ние се занимаваме и целиот Балкан со историја, или ќе се занимаваат со историја како што треба да биде со фактографијата? Значи, тоа се процеси долги кои треба Македонија дефинитивно да ги започне во својот циклус на европеизација, не членство. Значи, има разлика меѓу членството во Европска Унија, тоа може да биде и за 7 и за 10 години, ако сакаме, и ако запнеме, а европеизацијата, како и во Бугарија, и во Румунија, и во Полска, ќе трае над 100 години. Тоа е веќе нешто, тоа е веќе сосема друг од ти од бугарин или од балканец да направиш европјанин. Тоа е еден тежок процес кој ќе трае, богами, може и повеќе од 100 години. Значи, тука треба да се концентрираме. Сепак, Ерол, мислам дека Мирослав, на дилемата исток или запад со уставните промени или што потоа, и не е толку наивна, иако некој ја наметнува дека може да биде, затоа што не сме задоволни од ЕУ, виси во воздухот тоа што не можеме да го слушнеме од опозицијата, ако не продолжат уставните промени, ако имаме застој, како што вели Ерол, од 10 години, 5 нека бидат и повеќе, што со Македонија? Има ли друга опција, бидејќи веќе и САД почна да вели, ако вие сега ова не го направите, значи вие сте се одлучиле за некаква друга опција, Евроазија или нешто друго, бидејќи ние станахме членка на НАТО. Ако ова не го прифатиме како услов на кој што треба да работиме, која ни е перспективата, треба јасно се каже. Знаете Гледаме како... дека се води војна, има расположенија проруски, прокинески и така натаму. Гледајќи го историскиот контекст на Македонија, барањата кон Македонија, значи не само Бугарија бара, Бугарија како членка на Европска Унија бара промени, значи Европска Унија стои позади тие промени околу уставот, а не само Бугарија. Инаку би бил билатерален спор, не би се мешала и Европска Унија со своите тела и така натаму, за да ова се дојди поддршка несомнена кон нашата земја. Значи, историскиот контекст визави војната во Украина, моментот кога некои работи треба во даден временски интервал да се завршат, нас баш и не ни одат во прилог, затоа што овдека постои мислење дека ние можеме бесконечно да разговараме со представниците на Европската Унија или Бугарија и на крај да испаднеме и тарпео и да ги надмудриме, нели? И дека они ќе дигнат раце од нас. Они ако дигнат раце од нас, што спомна Ерол, ние не сме моćни да бидеме, или Зоран, не сме моćни да бидеме неутрални, бидејќи треба да се живее од нешто. Претходно кажав дека најпросперитетното општество од кога постои светот и векот е Европска Унија, со сите своји права, слободи, економски, политички и така натаму. Ние немаме избор. Од друга страна, повторно ќе се надоврзам на оно што го кажав околу ништожништвото и злоупотреба на националните наративи. Јас не знам како нашиот народ не се замори повеќе од тоа што некој го брани од некои духови од минатото со обид да се оживаат во денешницата, а со тоа се губи време. Драгоцено време. Јас се плашам да еден ден Европска Унија не симне од листата не на приоритети, него од листата на настани за кој она заинтересирана да тој дел од нејзиниот двор се среди со предпоставка да станеме еден ден членка на Европска Унија, предпоставам заедно со другите земји на Западен Балкан. Се има свој временски историски контекст. Лично сметам, ако ова се пропушти, ќе се случи истото што се случи во Букурешт 2008 година, значи 3-14-15 години тапкавме уместо за да се реши еден проблем на многу елегантен начин, како што гледачите или слушателите гледат или слушаат, јас зборувам македонски јазик, ниту таа спогодба со Грција, националниот, етничкиот или било каквиот идентитет мене ми го наруши, нити ќе ми го наруши. Моите граѓански права и слободи се тие кои се,
во обем кој нашиот устав ги предвидува и знаете како, не ми е јасно како нашата нација конечно, кога ќе кажам нација, мислам на вкупниот нација, не само на македонци и турци, све што е во устав и вон устав, секој индивидуо, како не им е досадно од слушање на празни приказни и вметнување на страв, наместо на народот да му се даде работа и леб. Па ќе видите како ќе размислува поинаку и многу порационално и така натаму. Отпорите кон сите овие процеси се разбирливи, пошто тоа е една матрица на однесување, зборам конкретно за опозицијата, секогаш за се спротивна во однос на власта, каква год да е власта заслужува други критики, меѓу конкретниот случај зборуваме за уставните промени. Вие рековте, што после избори? Кој е планот Б? Еве, нема да ги изгласаме, ке се налутиме на бугарите и на Европска Унија, не сакаме. Добро, каде ке припаѓаме? Имаме војска да се одбраниме? Немаме. Противпожарна бригада, па да, НАТО додека дојде, веќе ке не нема. НАТО е за порешната стабилност. Имаме економија која е конкурентна во регионални, значи во нашите 4 околни граници, конкурентна економија. Немаме. Не можеме да се луѓе по економските параметри, не сме во состојба сами да се прехраниме. Значи да произведеме жито, зеленчук и месо доволни за 1.650.000 луѓе. До пред 15-20 години бевме 2.100.000, денеска сме 1.650.000. Четвртина население од разноразните усреќители и визионери, сопствениот народ го избрка од сопствената држава да земе карта во еден правец и никогаш повеќе да не се врати. Баш поради ваквото однесување, значи секакво политичко неодговорно однесување, верувајте ќе има последица која после ќе биде изразена и пресметлива и во бројки и штета, која во крајна линија на секој граѓанин пер капита ќе се ефектуира еден ден кога ќе се направи таа математика. Зоран, сепак да се вратиме на политиката како занет за кој што знаеме. Љубише, само те молам, памти го зборот во контекст на ова реченица и пол Миро и Ерол што го каже. Пред некој ден гледам на вести, не сеќам на која телевизија, мислам дека на телевизија која така навија ова што опозицијава сега го прави, загрозен идентитет и така натаму. Вели во нивна анализа во држава има, не ме фаќате за збор, околу 200 противпожарни возила, од кои 60%, значи 60 се донирани. Не се донирани од Бразил, од Кина, од Шангај, од Русија, туку се од Европска Унија за брза помош. Вели, не знам од колку возила, повеќе од половината се исто така донирани, што нови, што стари, но во кондиција. Значи да не се и тие, вака највулгарно, ќе немаме, кој ќе се јаме кола да дојде, нели, дома да помогне. Те прекинам во прашањето, но јас пак ќе се вратам и покрај прашањето на маглата што е фрла опозицијата и да се обидам да објаснам не за нивните мотиви, не за јавното мислење. Зошто македонците се против? Секако, тоа е вечна тема со која што се манипулира и затоа во анкетите се покажува различни, секоја анкета има своји резултати кои што се противречни едни на други. Меѓутоа ме интересира, во политиката знае да биде дволична. Што ако на крај до крајот на годината се најде некакво решение? Што ако и опозицијата остава простор, бидејќи сега битка со времето, до цајтно, кога ќе се стисне последното копче? Веруваш дека има решение, дека некој од двете страни ќе попушти и ќе се најде решение? Решение има и мора да има. На голема врата е понудено од страна на Ковачевски решението на средбата со Мицковски. И сега колку и да сакаат да се вадат од ВМРО ДПМН дека не го кажал тоа што го кажал нивниот лидер, го кажа, бевме сите сведоци на тоа. Што се случи во тие не 24 часа, ми се чини 6-7 часа, за 180 да заврти. Ајде да не спомнувам имиње, ќе се вратам на она што спомнав малку околу таа магла што се шири, историска за ВМРО ДПМН.
Па таа партија никогаш не била за некој прогрес на Македонија. Се сеќавате, возраста ни дава за право, Миро е можеби помлад, Ерол добро знае од времето на уредувањето во Нова Македонија, дека кога беше да се стане или да се падне за Обединените нации 93 година, не никако. Не под фиром не влегуваме. Што ќе бевме? Јужна Осетија, Абазија, нели? Ден денеска не е дефинирана територија. Нели? Ова со Северна да не се враќа на Преспанскиот. Па бевме под фиром на Олимпијади, на светски првенства, на Евровизија, таму фиром не пишуваше. Па се фиромани ли сме или сме македонци? Ако сме од Македонија, граѓани, се вика Северна, затоа што бе наастом да го донесе Северна, може погрешија, може тогаш требало, немало визионери, бидејќи географски на север е ова парче формирано држава. За рамковниот договор исто, на сила. Не сакаше Георгиевски, тогашниот председател на владата, ни да се слика на Фемили Фода на водно, кога конечно се подпишува. Значи, тоа е да, друга фаза. Сакам да кажам, значи, на се не и сега пак за ова не. Ние сме Македонија околу идентитетот, држава членка на Обединените нации. Таму е нашиот идентитет и како државотворен, па и како нации што се внатре. Таму е нашиот јазик, македонскиот јазик е депониран во Европската унија е клуб на едни современи демократски цивилизацијски држави, каде што се точно непринципиелни се меѓународната политика, ова што ни го прават соседите, ова Бугарија, негирањето на Бугарија, тоа што грците ни го правија, сите сме повредени. Никој не е среќен. Ни македонците и не македонците во Македонија. Тоа јасно го кажуваат сите. Но што од тоа? Калимеро не помага. Значи, сакам да кажам дека премногу манипулации, премногу магла за објективноста. Што ќе случи, ме праша дали ќе има договор. Договор мора да има. Нема друга перспектива, зборуваа колегите. Договор мора да има. И Социјалдемократскиот сојуз, во крајна линија, ако сите велиме дека државата е поважна од партијата, ќе мора можеби уште за нешто да попушта. Дали се тоа предвремени избори? Ако се тера и на се да само и дуи слободно може да речат не играме веќе со вас, добро не сакате Европа, не сакаме. Ке си чекаат до година негде пред зимата нови избори, ќе изгубиме уште години и години кој што вели Ерол. Нас и не ни е толку битно. Се исели државата, како што вика Миро. Така што јас сепак сум оптимист дека ќе преовладее разум, дека спомне Ерол толку самите заглавија во својата доктрина негаторска ВМРО-ДПМН и Мицковски со ова, но се прашувам кои беа силите во тие неколку часа што го фатија и го повлекува назад Мицковски, за да влезе во влада со 5, ако не беа дуи, може и 7 ки имаа министри, може и 9 ки има, на крај галантно Ковачевски речеви и премиерското место дај да почнеме преговори, па после ќе одиме на избори. Јас уште се надевам по системот на Пржино 1, Пржино 2, дека може да се направи со помош, се разбира, на ние без меѓународна заедница ниеден проблем не сме можеле да го решиме внатрешен. Иако некои мои колеги ги гледам во дебатни емисии, ние сами прво да направиме, па правиме 33 години, не можеме да направиме, се едно, да не зема многу време. Мислам дека ќе се најде некакво решение како компромис. Мислам дека конечно не може ВМРО ДПМН да биде партијата која ќе ни го брани идентитетот, поготово од бугарите. Па до вчера читавме на бандери таму по бугарските села и градчиња, им висе адресите со бугарските лични карти и пасоши. На функционери на партијата, не зборам за луѓе кои од мака си бараат, од економски причини. И тие личности ќе ни го бранат идентитетот. И сега се прашувам, мислам дека дел од тие личности на високи партиски функции се уште и од минатите разни джебови, тие го предомислија овој процес, го подзапреа, таман тргна. ВМРО ќе мора да си расчисти со тие структури. Вие ако гледате и колоритно, ако земеме, еве бугарските клубови како пример, па гледате какви знамиња се веат, кој колорит е партиски таму во таа платформа, ако не се членови на партија, или ќе речат првиот председател на партијата, ама тој е, им викаат новиот съд, ваше не е сега со нас кај ваша коалиција. Па не е важно дали е, но нека го отворат неговиот Facebook статус и нека читаат кој се ни го брани идентитетот. Ерол, ќе завршам со прашање од дневната политика, ти како сакаш одговори, бидејќи тоа е доминантна тема во која сите дебати ке што гостува и Зоран Иванов и јас и новинарите прашуваат.
на лидерската средба се постави едно прашање за широка коалиција, за кое што ВМРО ДПМН се сложи начално, барајќи дуи да не учествува. Имаше реакција прво од ВМРО-вците дека ВМРО ќе влегла во коалиција со СДС. Меѓутоа, Мицковски не остапи во вториот предлог од тоа. Беше спремен да има избори и да се оди на широка коалиција како решение, некоја заедничко, како некоја историска потреба на македонците да бидат заедно. Моje прашање до тебе е формулирано вака, ти како сакаш да одговори. Меѓутоа, паралелно се случува еден процес кој е многу симптоматичен. Америка не поддржува како влада во уставните промени членството во ЕУ, но не критикува за корупцијата и криминалот. Па секој медиум го вади она што мисли дека е битно да го нагласи пред своите гледачи. Дали ќе направиме широка коалиција со тоа што ВМРО ќе остане надвор, сите други проевропски сили ќе се здружат после изборите, или ќе се случи спротивно? ВМРО ДПМН ќе направи коалиција со СДС и сите други албански партии, а ДУИ како вечниот партнер на секоја власт која што е корумпирана, на која што САД како да удира мали чврги ќе остане надвор од идната влада. Не можам да одговорам прецизно на ова прашање. Значи, такви дилеми постојат. Она што за мене е најважно, за да се исполнат барањата на, да речем така условно, на власта и на опозицијата и на граѓаните на Македонија пред се, е и уставни промени и избори. Мислам, дури политички е недобро за ВМРО да влезе во власт, ако веќе се сигурни, како што кажува, дека ќе победат. Единствено, тоа е потреба за контрола на изборите. Може да им треба некоја позиција да имаат таму. Значи, ако се договорат, се постигне консензус. Ова е стара идеја, што знаев. Не, знам, ако се постигне консензус за уставни промени и за избори, тогаш мислам дека е се решено. Освен уште една работа, која ја направија сите земји членки, кандидати за членство, консензус за преговорите. Тоа е дури поважно, можеби, ако се донесат уставните промени од се друго. Што значи тој консензус? Бидејќи периодот ќе биде долг на преговори, тоа значи дека по сегашни констелации на политичките состојби во Македонија и партиските, дека и ВМРО и СДСМ веројатно ќе бидат уште долго и во власт или значајни во опозиција. Значи утре може и СДСМ да гласа против уставни промени. Може да искочат да кажат, знаете што, овие устави сега што се ставени се полоши од нашите, што ги имавме ние. Тоа никој не може да го каже. Затоа викам дека треба да се постигне консензус дека европските прашања, што ќе бидат исто така тешки и многу болни, и во земјоделието, и во образованието, и во ова што го кажуваме корупција, криминал, ќе се бара, па не мора Бугарија, Холандија, Данска, Белгија ќе ни стават овај вето. Земете еден пример ќе кажем. Во Данска, која е најнекорумпираната земја во светот, колку луѓе се осудени и лежат затвор за корупција? Повеќе неколку Македонија. Значи, нешто многу гнило има во тој дел. Ма тоа е првата точка од преговорите. Првата точка од преговорите, која сите ќе ни стават вето. Значи, да се договориме, сега има корупција и организиран криминални и злоупотреби на позиции и све, меѓутоа која е тоа ниво? Дали тоа е ниво која може да го поднесе или е ниво кај што се подјадува субстанцата на државата? И тоа треба да го договорат партиите, дека нема да прават пречки во реализација на реформите. Значи, нема да ги користат за кампањи своји партиски тоа што ќе се случи. Друг пример, ако утре каже дека овие сорти на гројзе од 200.000 ектари што ги има Македонија, треба да се искорнат, да се дадат други сорти, тоа знаете каква лавина ќе предизвика. Се сеќавате дека не можеле да се колат прасиња, не можеле да се прават, не може да се пече ракија, па се пуштаат така.
Ние скоро објавивме една сериозна анализа што би било со Хрватска да не влезеше во Европска унија. Многу интересна работа. Луѓето се погрижили да истражат до крај што значи тоа и видовме дека најдобро функционираат државите кога се во преговори, ако има консензус за европските прашања. И второ, што мене ми изненади, тој морков и стап, што е присутен за време на преговорите, значи, или ова ќе го направите, и огромни суми на постот на Пелеш 240-250 милиони долари, не знам што, све инфраструктура, све што е помогнато од Европа, и на крај заклучокот, кога влегнавме во Европска унија, морковот и стапот ги снема во таа линија и сега со овие резултати сега што ги имаме не би можеле да влеземе во Европската унија. Кој се осенесал? Да. Значи, нас ни требаат сега многу луѓе, многу експерти, личности што овие работи ги знаат, да дојдат да работат овде во Македонија, нешто и ние знаеме од долгиот процес. Имаме луѓе, меѓутоа тие луѓе исто така отидоа надвор. Во другите кандидати земји членки се поканети таму да работат. Значи, тоа треба да се постигне, за да можеме ние, добра е климата во Европската унија во овој момент за Македонија, и они сватеа колкави неправди ни направија и све што ни направија во тој процес, сега е редот на нас. Сега е редот на нас да кажеме ова ќе оправиме. Само уште една дигресија ќе кажам околу јазикот нешто, македонскиот јазик, бидејќи кажа Миро во... Ако го тргнеме тоа што пишува во Уставот за службените јазици за Македонија и во Обединетите нации како член, за мене многу исклучително важно е, како човек и од друга националност и образование и се, исклучително важно е кодот на комуникација во Македонија. Значи, кога зборуваат турчин и албанец, за да се разберат, тие зборуваат на македонски јазик. Кога зборуваат ром и србин, зборуваат на македонски јазик. Кога зборуваат, не знам, турчин и македонец, зборуваат на македонски јазик. Во народот, кодот на комуникацијата е македонскиот јазик. И тоа е главната поента која ние за да... Па да, исто, бугарин и македонец, како ќе зборуват? Ја еве сега колку и да се трудам, гледам емисии овие информативни на бугарски, ги гледам. Пола и повеќе не разбирам. Значи, не е тоа дека тоа е... Различни се сосема тие јазици. Хрватски, српски, викавме дека е исто. Видите, сега земете една книга, читајте, ќе видите дека не е исто. Да. Башка бевме полиглоти, знаевме српски, црногорски, хрватски. Сега младите не ги знаат тие јазици. Меѓутоа, да не должиме да кажам дека да заклучам, да, оптимист сум, дека на крај мора да има некакво решение, би било трагично да го испуштиме и овој воз, и дека опозицијата веќе треба да се тера медиумски на колосек, дали се за промени уставни или не се, а не овај криминал, корупција, тоа ќе се решава и без тоа не можеме да влеземе во Европска унија. Тука целата медиумска сила треба да се насочи на тоа. А дали ќе влезат во некоја поширока влада или нема, они треба партиски да се проценат дали тоа им донесе поени или нема да им донесе поени. Мислам дека е небитно прашањето ако двете се одлучат. Уставни промени и брзи избори после уставните промени. Мирослав, за крај. Па јас како представник на нашиот медиум не би се упуштил во предвидување и прогнози. Ние обично сакаме да слушнеме веста или да ја сочиниме веста во изворна форма, па потоа нашите уредници, коментатори да напишат свој стави или уреднички стави, така натаму. Како што реков, ние веруваме во елементарната рационалност на нашите политичари да ја повлечат оваа земја кон прогрес, кон видлив прогрес. Една од постапките која треба да се спроведе за да тргнеме конечно кон тој прогрес е уставната промена. Доколку тоа не се направи, ќе изгубиме
Многу време, како што сме и губеле до сега, веројатно сме една од ретките земји кај што времето е најевтино, уствари, всушност не е така, го плаќаме на некои други начини, на некои други, со некои други сметки. Искрено верувам дека рационалноста ќе проработи и дека тие уставни измени ќе се изгласат. А ние како медиум секојдневно ќе ги пратиме и активностите на власта и опозицијата и не ќе се обидеме, наша задача е пред јавноста објективно да известуваме или коментираме за настаните кои ќе следат. Искрено се надевам дека ќе има се това позитивна разврска. Да, само да кажам, факторот време и Ерол и Миро го потенцира да се може да се врати освен животот и времето, нели? Така е. Благодарам за честото. Сакам само уште една реченица околу тезата не мора да влеземе во Европска унија или никогаш нема да влеземе во Европска унија. Прво, ние со корупцијата не може да се справиме ако не почнеме преговори. Дали тоа некому не одговара? Прва работа и втора работа. И не мора да станеме полноправна членка ако се распадне Европската унија. Не умри магаре за зелена трава. Нека се распадне, но нас ни треба тој пат сега, реформите, малку да си набиеме собствена кондиција. Благодарам што бевте гостин во оваа дебата за уставните промени на Словенија како исток и запад. Мене ми само страв да биде запад не отпиша, а исток веќе нема кого да запишува. Се надевам дека нема да биде така, има и позитивни аспекти од патот до полноправно членство и се чини многу црно гледаме на францускиот предлог, има таму и бенефити кои што велат дека секој ќе добива оноку како ќе напредува во процесот на пристапување кон Европската унија. Се надевам дека ние ќе го почнеме тој пат до крајот на годината. Благодарам за внимание. Благодарам. Благодарам.